Почитувани гледачи, ново издание на Агроспектар. Добро дојдовте. Ќе го анализираме времето и во ова издание ќе направиме осврт на актуелната состојба во аграрот, тема од областа на фитофармацијата, затоа бидете и со ова издание на Агроспектар. Со нас е професор доктор Ристо Вучков. Добро ни дојдовте. Добро е до вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Календарски сме зима, меѓутоа пролетта ни дојде како и минатата година и претходно. Што се случува со времето? Значи ли дека во најава е уште една катастрофална година во поглед на квалитетно земјоделско производство? Точно е тоа што зборите. Пролетта порани, а до календарскиот почеток на пролетта ние имаме уште неполни 10 дена. А за тие 10 дена после изгледа ќе имаме судбината што често во Република Македонија се случува, а тоа е да вегетацијата тргне и дојде, ни се врати зимата со ниски температури од -5, -10, што се случи и претходните години, а гледаме сега, доаѓајќи према кавадарци, сите сензибилни видови, и кајсија, и бадемот, и сливата, и некои други видови, се веќе во полн цвет. Значи, тоа што рековте, вегетацијата е тргната, а ние, сега очекуваме пак овие денови, што се пред нас, дека ќе имаме врнежи од дожд и видно снижување на температурите. Ако ние пред година или две имавме на Благовец -8, -10 температура и во Росоманскиот дел, во околината на Градско и така натаму, имаше 100% мрзнење на кајсијата. Сега, како што одат работите, на вистина сме во една загрижувачка состојба, од една страна со такви можни ниски температури, од друга страна ние сме сведоци на еден катастрофален сушен период при патрување на вегетацијата. Влагата е таа која дава поттик, а ние ја имаме во големи недостатоци, скоро сите акумулации, тоа минатата недела што го рековме, ова недела се потврди дека се точно под техничкиот минимум, а пред нас е долго топло лето и на вистина рестрикција е неминовна по однос на тоа безобзирно трошење на водата, што е кај нас, посебно кај земјоделските производители, евидентна работа, а тоа нешто не е добро, бидејќи водата е основен фактор за успех во производство. Што вели долгорочната прогноза? Можно ли е да имаме изненадувања? Долгорочната прогноза зборува и уште се надеваме ние, бидејќи по неколку такви прогнози од врвни хидрометеоролози имаше најава и после нова година да имаме и снег, да имаме и ниски температури, да имаме и големи количини на вода, што ќе заситаат оној голем недостаток од минатата година. Но тоа не се случи. Нас буквално не искружија тие облаци и сега очекуваме до почетокот на пролетта, па и април месец, да имаме еден сериозен влажен период со големи врнежи од дожд. Можно е и снег, бидејќи таквата прогноза зборува дека тектонското пореметување на времето обусловува да ние секогаш имаме изненадување по однос на временските состојби кои се случуваат. Значи, нормално е да очекуваме врнежи од дожд. Доколку немаме врнежи од дожд, ќе имаме анемичен старт на вегетацијата, ќе имаме еден на вистина голем губиток во земјоделското производство, бидејќи стартот на вегетацијата значи и диференцијација на папки, и тргнување, а без вода сето тоа е навистина невозможно. Каков е импулсот од теренот во поглед на состојбата во аграрот? Раздвижени се веќе земјоделците, барем тие што ќе произведуваат оваа сезона. Да, точно така. Јас доаѓам од Струмица и импулсот од теренот мене ме охрабрува таа моментална состојба, која имаме по однос на бербата на пиперката, која на вистина има интензивен и квалитетен производ од пиперка.
овие денови ќе почне поинтензивната берба на раната зелка. И тука имаме поранувања и луѓето се надеват, бидејќи минатата година цените беа добри од тие култури и се надеват дека ќе имаме еден реален чин на ценење на производот што го произведува земјоделскиот производител. Реална цена на зелката, пиперката и така натаму. Лозарите се во еден интензивен завршен период со кроењето, врзувањето и моje мислење е да сега, бидејќи водата е во голем недостаток, а зеолитите имаат влијание на задржување на можната влага во почвата и рехабилитација на ризосферниот дел кај што се развива коренот, да примената на зеолитите секогаш биде со приоритет во интерес на тоа како да не дојде до состојба виновата лоза да страда од големи количини на вода, а сето тоа ќе се одрази врз нормалното цветање на виновата лоза, нормалното плодообразување и понатаму гоење и зрење на зрното. Значи, водата ни е неопходна и очекуваме дека ќе ја имаме, а сегашната состојба е веќе ова недела делот оние производни села кои ги имаме, кои произведуваат зелка, велат имаат рестрикција од водата. Еднаш неделно им пуштаат вода. А зелката е сега во фаза на растеж, кај што бара вода. И што е трагично, но вистинито, ова недела имаме еден импулс, оние подземни помпи, каде што голем дел од селата имаат своји артериски бунари. Тие се секнати од недостатокот на вода и подпочвената вода е длабоко падната. И вика, јас произведувам, ако нема бунар од вода, нема за што да наводнувам и нема производство. Значи, тоа е нешто кое се соочуваат веќе земјоделските производители. Значи, останува надежда да имаме врнежи од дожд, и тоа обилни врнежи од дожд, кои ќе го заситаат полскиот воден капацитет и браните да ги видиме во една по-убава форма на полнетост, по однос на тоа да се троши вода во оние летни месеци кога водата е насушна потреба за секоја одгледувана култура. Имаме повторно прилог од областа на струката, штитеста вошка кај јапонското јаболко. Ќе го погледнеме прилогот, па се враќаме во студиото. Во овие наши емисии, кои се пред се од едукативен карактер, се трудиме секогаш да градиме нешто суштинско од теренот кој представува проблем, нормално понудувајќи одредено решение. Знаеме дека за Република Македонија и југоисточниот дел е клучен по производство на храна. И на вистина, и во бивша Југославија тој регион значеше голем производител на многу производи, како градинарски, така и овошни. А меѓу нив и оние медитерански растенија, како што е јапонското јаболко, како што е кивата, како што е калинката, кое нешто се одликува точно Гевгилинско-Валандовскиот, Болданскиот регион. Ние сите сме свесни што се доживеа јапонското јаболко од во годината која помина. Тотална девалвација на производот и обесхрабрување на земјоделскиот производител. Голем дел од нив ги испосекува, голем дел од нив не ги береа буквално јапонското јаболко, го оставија на самите стебла. Причината секако трговската манипулација, немање на откуп, инкорпорација на политиката и ред други работи кои се штетни по тој производител кој ствара храна. И крајниот епилог е од тоа
земјоделскиот производител обесхрабрен влегува оваа година во тој производен процес. Ние денес ќе се задржаме за еден нов проблем, кој буквално не беше проблем од минатите години, кај јапонското јаболко. Но не помалку и кај калинката, кај актинидијата, каде што се јавуваат одредени проблеми од оној заштитарски аспект. Кога збориме заштитарски аспект, тоа подразбира да онаа што беше во свое време бренд, дека јапонското јаболко, дека калинката, дека кивата, смоквата, воопшто не подлежеа на некој програм на заштита. Бидејќи знаеме дека јапонското јаболко, калинката, тие имаат специфични танински материи кои репелентно делуваат на напад од било какви инсекти кои знаат преку напас да дојдат да извршат штета и така натаму. Ако тоа беше случај да тие производи од калинката, од јапонското јаболко по автоматизам влезаат во програмите на органско производство, бидејќи буквално не се употребуваше никакво хемиско средство, тоа минатата и оваа година се веќе руши и голем дел од производителите имаат голем проблем кај јапонското јаболко, голем проблем кај калинката, кај смоквата, кај актинидијата, со појава на одреден тип на штитасти вошки, крвави вошки и ред други штетни инсекти кои прават големи штети. Освен инсектите се јавуваат и одредени болести. Кога збориме за штетни инсекти, тука не е на одмен да кажеме дека лично ние, по налог на одредени производители на јапонско јаболко, констатиравме оние дрвоточци во растенијата, во стеблениот дел на јапонското јаболко, оној друг штетен инсект, исто така во стеблесниот дел, жилогризите и ред други проблеми кои го мачат земјоделскиот производител. И затоа овој прилог сакаме да биде добро разбран, бидејќи ќе го уедноставиме за успешна заштита на овие медитерански видови во тој дел од државата. Ова година јапонското јаболко, иако обескоражени производителите, дел од нив веќе почнаа со одредени активности. И дојдоа токму со таков материјал, кој камерата може да го зумира. Гледате и сами кој тип на штетни инсекти, тоа се вошки, тоа с камерата секако може да го зумира, тоа се врста на штитасти вошки, кои на вистина во многу големи размери се присутни во насадите од јапонско јаболко. И сето тоа кое е присутно, кај производителите предизвикува одредена реакција како и на кој начин да се уништат. Прво, голем дел од тие аналфабети што мислат дека многу знаат, штитастата вошка ја мешаат со крвава вошка, дрвоточицот со жилогризот и ред други, стакленецот исто така со некои други штетни инсекти, така да тука струката е основниот чинител за правилна заштита на јапонското јаболко, бидејќи гледате она црна нафлеканост која е по младите гранчиња, имаме навистина еден неверојатно голем потенцијал за појава и ништење буквално на сите гранчиња, родни гранчиња од јапонското јаболко.
Затоа, сега, при кроењето на јапонското јаболко, иако голем дел од производителите велат не се крои јапонското јаболко, тоа не е точно, бидејќи секогаш она крошња која се формира, треба да се има што е основна гранка, што е секундарна гранка, што се родни гранчиња, да јапонското јаболко биде оптимално оптеретено, не преоптеретено, како што знаат многу производители да го прават тоа, и да имат преголем род, ситни плодови и неподобни за откуп. Значи, тука треба да се има една нормална оптеретеност, да плодот се формира и нормално созрее како што треба. Што е важно, што е целта на овој наш прилог? Целта е поврзувањето со стручно лице по однос на тоа што се има присутно на насадот од јапонско јаболко. Тоа е органолептички преглед и дел од тој материјал, како што гледате и сами, доаѓа во лабораторија и се испитува, односно диагностицира која болест е таа што ја ствара таа рнгја, тоа поцрнување на целото стебло, кој штетник е тој што го уште сега со потарувањето на папките блокира нормалниот развој на растението и сето тоа споено значи една интегрална заштита на јапонското јаболко, на калинката, на смоквата доколку има потреба или актинидијата. Што, како што реков и предмалку, не беше случај, но тоа е веќе принуда, сега е само умешноста да се изберат оние препарати кои често пати ги збориме во нашите едукативни емисии, кои немаат токсична творба, кои можат да служат и во органското производство, да нема резидуи од пестициди во производите, што е и целта на овие наши едукативни емисии, да имаме производи кои навистина се од еколошки карактер и за здравието на луѓето подобни со своите витамински творби. Што конкретно констатиравме присуство на болести и штетни инсекти? Она се што е констатација, производителот треба да ја прима и по кроењето сега, пред потерувањето или веќе може да има заживување на одредени активности, бидејќи температурите токму овие денови се многу високи и ќе имаме почеток на онасоко движење. И тука, оние зони, гледате и сами, имаме активност веќе на оние подвижни форми од ситастите вошки, каде што почнуваат со својата генерацијска основа и напад на младите гранчиња кои излегуваат и тука се блокираат, хранејќи се од сокот од ксилемниот дел со тој сок кој почнува за нивниот и значи многу за нивната обстојба. Значи, целта на овој прилог е тоа. Диагнозата, секој производител кој има проблем со јапонското јаболко, треба да се изврши органолептичкиот преглед, треба да му се даде налог на кроење и уништување на оние гранчиња кои се веќе подсушени, внатрешните гранки од самото дрвце, зависи од колку годишна возраст е да се отстранат, и по кроењето, отстранување и спалување на овие гранчиња, оштетените гранчиња од инсекти или болест, да се изврши прскање, квалитетна заштита со средства, органски средства, која нешто ние го токму поседуваме и знаеме која концентрација, која доза, која компатибилна комбинација доаѓа за уништување на тие штетни чинители кај јапонското јаболко, калинката и другите производи, култури, која нешто ќе биде од интерес за земјоделскиот производител. Значи, ние овој прилог од лабораторијски аспект ќе го завршиме со следното. Секој оној производител кој има проблем со јапонското јаболко, слободно може да се јави во телевизијата или лично, ќе се
диагностицира присуството на штетниот чинител или болеста, ќе се даде терапија, кој е нешто, после 10 на 15 дена при потерување на вегетацијата, ќе се види резултатот со уште еден третман во фаза на потерување на младите гранчиња и тука веќе ќе има една компактна, целосна заштита на јапонското јаболко. Но, да ние го заокружиме овој прилог со следното. Секој заинтересиран производител, кој има поголеми количини на јапонско јаболко, калинка и така натаму, кој има проблем, слободно може да се јави. Но тоа не значи оној кој мисли дека му се здрави калинките или јапонското јаболко, а тенденцијата на ширење на болеста ние пратиме секоја година, значи може да се прошири и да на крајот тој види со закаснување констатира дека има присуство на вошка во големи размери. Значи, превентивниот третман ќе биде економски многу пооправдан и квалитетен, да не дозволиме овие инсекти да добијат во експанзија во развој, отколку, пример, ништењето нивно да биде на самиот почеток. А тоа нешто со органолептички прегледи го препорачуваме за секој производител кој има насад од јапонско јаболко од калинки да врши преглед на своите површини и штом констатира почеток на развој, да дојде да се санкционира таа појава при почетокот пред развојот на таквите штетни чинители. Нашата препорака е редовни контакти со стручно лице во интерес да се добие квалитетно производство од јапонското јаболко, од калинката и другите медитерански растенија кои ги има југоисточниот дел од нашата држава. Слушнавме за штитестата вошка кај јапонското јаболко. Да го прокоментираме овој прилог, што ќе порачаме? Моje мислење, бидејќи сум 50 години во аграрот, Валандерскиот регион, Струмичкиот, Гевгелискиот, јапонското јаболко бележеше еден интензивен раст на површините. Се случи тоа што се случи што трговската сфера со политикантите го прави, тоа е омаловажување на производот кој го произведуваат. Цена од 8 денари, 6 денари по кило јапонско јаболко, па да немало резка, па да било чисто, да било такво онакво, и производителите буквално сега размислуваат на копачење на јапонското јаболко. Се копачат и лозовите насади. А тоа требаше да биде хит за европскиот пазар. Меѓутоа сега има повторно актуелна е состојбата, се најавува активности околу рудникот Иловица. Тоа точно, ова недела имам една огорченост како стручњак и како човек од Струмица и Струмичко што го познавам многу добро и со тип на почва и со производи кои ги имаше со илјадници камиони и оние хладњачи одеа за бивша Југославија и за странство. Сега е анемијата голема и ова недела излегоа, тоа е групација на бизнисмени која ништат буквално државата и тој југоисточен дел од Македонија кој представува најголемиот производител на храна. Па пред неколку месеци покуша на Кожув од кај гевгелиската страна да се отвори рудник. Тука со една упорност на оние членови, активисти, екологисти и така натаму, и народот успеа да таа идеја анулират. Казандол во Валандовскиот регион исто така беше веќе во фаза на пуштање. И кога граѓаните со одредени активисти и екологисти се дигнаа и буквално не дозволија Казандол не се отвори. И значи постои добра можност Валандовскиот регион да биде најголем производител на јапонско јаболко, на калинка, кои се традиционални медитерански растенија за европскиот пазар. Ке имаат и цена, ке имаат и
бренд ќе има, имидж ќе има државата. И тоа се успеа да се оневозможи отварање на рудник, иако беше се подготвено. Тука тешки милиони евра се дадени за предиспитување над струмичкиот регион на Иловица. Студијата ја имав околу 500 страни, ја читав и се, видов дека тој странни капиталист кој доаѓа, тој сака да заграби од златото и остави пустош зад него. Тоа струмичкиот регион за 20 години, значи да не биде производител на храна за Република Македонија. Тоа е трагедија на нашето време. И кога прочитав во таа студија, тие штетни творби, кои ќе се граделе во некои базени, а тие базени ќе се градат точно кај рудникот. А типот на почва е порозен и тие самите во студијата пишат дека само 30% од тие токсични творби ќе имат контакт со подпочвените води. Па тоа е трагедија, 30%. Струмичкиот регион ќе биде уништен. И мене ме посебно радува што се створи поголема групација од екологисти, обични граѓани, дека рудник во Струмица на Струмичкиот регион нема да се отвори. Јас имав контакти пред година-две, мене ме викнаа како е експерт од земјоделието и ми образложија многу работи кои воопшто не држат вода. И јас ги слушнав и велам вред. Тие се само накануваат дека ќе вложат многу пари во Република Македонија и во Струмица. Јас викам, ако сакате да вложите пари, од бугарската граница, од Ново село, до Радовиш, Струмица има фантастичен тип почва, 274 дена, што го збориме често во нашите емисии, имаме поволни услови, имаме трудолюбиви земјоделци. Нека се подигнат 1000 хектари, стакленици најмодерни по најновите стандарди и да се искористат сончевите денови, да се искористи типот на почва и луѓето кои се отпразнети, 74 села, луѓето кои се во странство, ќе се вратат, ќе работат, знаат зошто работат и знаат оти цена ќе има тој производ. И сето тоа кој го реков, тоа е одлична идеја, но дај прво ние да завршиме со рудникот, па после ќе ја видиме таа работа. А рудникот чим дојде, тука ќе стане пустош, како што постана Радовишкиот регион, неколку села што ги има таму, од тој рудник, тие села се целосно иселени, останаа уште 2 баби и дедовци и 4 кучиња. И таму тече на зелена вода, тоа пред известно време бев, а бидејќи таму имав одредени предавања, едукација на земјоделци кои има големо производство на градинарски култури, на домат, на краставица, на пиперка и тоа квалитетни. И сега гледаме дека е тоа пустош. Тоа е точно делото на онаа мафија, да ја кажам, која најмалку мисли за државата по однос на... Јас кога прочитав некој од владите, не икем да спомнувам, уопште нипак ме интересира политика, но некој ставен за премиер или за министер за таму рударство или тоа, 25 концесии заради лични интерес подпишал за можни отварање на рудници во Република Македонија. И тоа се на оние места, на оние региони каде што имаме производство на храна, каде што тоа нешто треба да биде главниот адут за Република Македонија за стварање на храна, тогаш ќе бидеме интересни и за европскиот пазар. Така. И ќе имаме ние. А ние што имаме сега? Имаме 20% само производство, 80% ние увезуваме веќе храна. И тоа никој мува не го лази и гледаме, дојде власт, сега новата власт, гледам, така се буџетот уништува, троши, и кога слушам 18 консултанти или толку пари даде на тоа, па Азербеџани и други работи, не се свртуваме кон македонскиот народ, македонското земјиште и македонското производство. Да се здружиме и да правиме она што Господ го дал, да го искористиме по однос на производство на храна, да бидеме интересни за
Прво за нас, а после и за европскиот пазар кој ќе не повика доколку имаме производство на стандардизирана храна. А ние наместо тоа политикантите секојдневно кога слушаме престрелки едни меѓу други, тоа е кај народот стара горчина и ништо повеќе. Така, благодарам професор. Благодарам. Почитувани ви благодарам за времето и вниманието, ви посакувам секое добро со програмата на КТВ.